Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Уште една недела во етерот. Полека се надзира и сонцето над Скопје, тоа значи дека би требало да имаме убава недела. Минатата не беше мрачна, се обидуваме се уште да ја надминеме сите во Скопје, психички на еден или на друг начин. Сакаме да бидеме малку да се фокусираме на оние поважни дневно-политички теми, но и теми кои се стратешки важни за иднината на Македонија. Ивица, да го представиме гостиното до ово утро. Ајде. Ово утро гостин е Трајко Славевски, универзитетски професор на економскиот факултет во Скопје, еден од поеминентните професори, човек кој е вистински харвардовец. Постдоктор, за разлика од како се викаше, од Димитар Ковачевски, човек кој има освен што постдокторски поминал на Харвард, предавал и на видни универзитети во Америка, како Аризона Стейт University, каде држал предавања, во исто време економист со огромен импакт и со трудови и со се останато, министер за финансии во Македонија. И добро, сега логичен след на сите овие прашања, не ви е малку испод чест да се расправате со Даниела Арсовска во Советот на град Скопје? Мислам дека не би го употребил тој збор дека се расправаме. Јас сакам на најдобар начин да си ја вршам функцијата. Сум сретнал во животот и сум се соочил со многу карактери. Она што од надвор може да се види е дека Советот на град Скопје и град Скопје има проблеми во функционирањето, затоа што градоначалникот, како што и сам да кажува, воопшто не сака да комуницира со Советот на град Скопје, со Статот на град Скопје. Ево, вчера измина последниот законски рок за доставување на буџет или предлог буџет на град Скопје за 2024 година. Поред, беше недела и очекуваме од службите да го добиеме денес, но слушам поплаки од сите советнички групи дека никој не е за ништо консултиран, нема никаков инклузивен процес, нешто што мислам е невидено во досегашната практика по моите информации на функционирање на град Скопје и на другите општини во Република Македонија, кои што со месеци ги инволвираат самите советници за да може и тие да придонесат во креирањето на буџетот, а тие се оние кои што треба да дигнат рака и да го изгласаат буџетот. Така што навредливо ве нарекуваше Талат Славевски. Ама гледаме, Талат убаво стигне, премиер ќе биде преоден. Добро, веројатно имало некои посебни причини, јас не обрнувам тоа внимание, мене беше првенствено да функционира Советот, тој функционира, сите седници се завршени, донесени се безброј стотици одлуки по кои што треба да постапува или градоначалник или службите на град Скопје во интерес на граѓаните. Има само 2-3 незавршени седници прекинати затоа што Арсовска веќе 8 месец не доаѓа на поставување советнички прашања и советниците не сакаат да тераат седници без нејзино присуство, затоа што сакаат директно да постават прашања кои што не се нивни, само прашања, тука се прашања на граѓаните на Република Македонија. Инаку, ова што рековте, како сум се нашол во таква ситуација, добро, како викаат, како и на орото преди чини 5 денари да се фатиш, 10 да се пуштиш, така и мојата ситуација, но настојам секоја функција да извршувам колку што најдобро можам. Да додам и да завршиме со ова, ви го кажавте и приватно, дека некако пасија ме во животот и од карактерот да разобличувам лажни авторитети, лажни величини и тоа го правам во текот на мојата кариера, затоа што не ги трпам околу себе и влијанието што може да го има негативно врз околината. Врз општеството, лажните величини се веројатно причината до која стигнавме овде. Добро и се множат, за жал, овакво, тоа е проблемот. Ни требаат повеќе ликови како нашиот денешен гостин. Ивица ми зборуваше, ти беше импресиониран од некоја колумна на денеска излезе и прво бев малку стресен
Меѓутоа, кога прочитав колумната, помина тоа, затоа што им беше малку несоодветна споредбата, професоре. На вашиот твит правите споредба меѓу едно народно ослободително движење, кое што во еден момент, меѓу другото, ја зароби имагинацијата на целиот свет. Имаше поддршка од се што е, не би рекол само прогресивно, туку и пристојно во државата. Тоа е Африканскиот национален конгрес, Така. предводен Нелсон Мандела, и ДУИ, предводено од Али Ахмети. Кога видов вашиот твит, се изненадив каде е паралелата. Меѓутоа сега гледам каде е паралелата. Паралелата е во делот на раководење со институциите и во делот на како да речеме, преобразба на една добра идеја во една структура која што ликува на едно криминогено здружение. Па ајде во кратки црти да им доловиме на слушателите и на гледачите што може да прочитаат денеска како ваша колумна на Плюс Инфо. Добро, таа е тази објавена, нели, утрово, и може би, нели, некој ќе се интересира да ја види. Видите како и многумина и, да речам, од нашите почитувани граѓани, интелектуалци, се прашуваат што се случува со Република Македонија. Зошто сите некако природно очекуваме развојот на настаните, изградбата на општеството, напредокот на институциите да се движи по една права линија, и како се случи да имаме ние назадување, да сме многу поназад од нешто каде што сме биле, речем, пред 10 на 15 години. Тоа е прашање што и мене ме интригира. Комплексно е прашањето и најверојатно е комплексен одговорот. Постојат бројни причини, некои се објективни, финансиска криза, економска криза, пандемиска криза и така натаму, но има голем број на субјективни причини. Не е објективна причина ниту финансиската криза, ниту пандемијата за разорувањето на нашите институции на сите нивоа, од министерствата, агенциите, образованието, здравствените установи, клиниките, училиштата, нели ги спомнав, и слично, што е еден своевиден куриозитет, кој што длабоко мора да не загрижува. Докаде, кога ќе го достигнеме дното и има ли излез од таквата ситуација. И повторно, од изјавите на некои странски дипломати кои што будно ја следат состојбата во Република Македонија и, да речам, се тука присутни, може да се слушне дека како што одминува времето, ние тонеме се подлабоко и подлабоко. Ево, холандскиот амбасадор, со чии што ставови, тоа може би во друга прилика не согласувам целосно, кажува дека имал надежда пред 3-4 години кога дошол во земјата, дека работите ќе одат на добро, но тие тргнале многу на лошо. И сега, барајќи ги причините, посебно за ова што го спомнав, разорување на институциите, јас се фокусирав на еден феномен пристоен во нашето општество, а тоа е не само партизацијата на институциите, туку и она што го нарекуваме дуизација на институции, што дополнително ги пеплоса и ги доведе во ваквата ситуација. Видите, ова директно на вашето прашање, споредбата со Африканскиот национален конгрес, во ред, нели, 1994 година дојде до промена на власта, мнозинството почна да ја практицира власта, предводено тогаш од легендарниот Нелсон Мандела. Поводот беше точно навршување 10 години од неговата смрт на 5 декември. Јас тогаш го објавив тој твит и ја најавив ова тема, но некако проучувајќи ја Јужна Африка и она што таму се случува, се случуваат лоши работи, реков да направиме на паралела со такви движења кои што дошле до власта, ја преземале власта, ја преземале бројни институции, и кои се причините за нефункционалноста на тие институции. Именно причината е криминализација, во крајен случај некомпетентност, што, да речам, го гледаме и пред наши очи. И сега прашањето е дополнителен напор што треба да се случи за да имаме пресврт в работите. Наједноставниот одговор е дека ваквите политички движења, политички партии настанати на овој начин и криминализирани на овој начин, дефинитивно треба да отидат во опозиција, зашто само таму можат да се ресетираат, да останат таму релативно
подолг период и да се започне со ревитализација на институциите. Тоа е пака сюжето на моето размислување во таа анализа. Јасно, меѓутоа прашањето кое што тука се поставува е и вашата политичка партија кажа дека нема да има коалиција со ДОИ после следните избори. Меѓутоа, логичното прашање, нашиот систем е така скроен да за успешно владење треба да имате бадинтерово мнозинство и вкупно мнозинство. Тоа правиме ако резултатите оневозможат, да речеме, ова обединета албанска опозиција заедно со ВМРО-ДПМН да има бадинтерово мнозинство. Тоа тогаш. Видите, во политиката се неизбежни компромисите. Секој вратам во 2006 година, јас бев тогаш носител на листа за втора изборна единица, бев подпредседател на политичка партија ВМРО-ДПМН. Резултатот од изборите во јули 2006 година беше познат. ДОИ имаше значително поголем број пратеници во парламентот од Демократската партија на албанците. И кога започна преговорите за формирање на влада, морам признам, тоа не е тајна, јас бев, да речам, та опцијата ДОИ да влезе во владата, односно ние да формираме влада со ДОИ. Прво заради бројките и од она што го имав искуство во политиката и во една друга влада во 99-2000 година со Демократската партија на албанците, видов дека од аспект на криминализацијата и нема некоја, да речем, значајна разлика барем во тоа време. Зборувам за 2006 година, односно 4-та година од формирањето на ДОИ, прераснувањето на она во политичка партија и нивното практикување на власта во коалиција со СДСМ во периодот 2002-2006 година во тие 4 години. Навистина мислев дека требаше да правиме коалиција со ДОИ, но преовлада некои други размислувања. Направивме една нефункционална коалиција со Демократска партија на албанците, затоа што како што е познато, Демократска унија за интеграција, поддржана од делови од меѓународната заедница, вршеше значителен притисок, врз институциите, врз политичкиот живот во парламентот. Парламентот со кој што раководеше беше председател покојна Љубиша Георгиевски, стануваше се помалку и помалку функционален. Тоа се должеше и на тогашниот деловник, кој што возможуваше голема слобода во не само филибастеринг, туку и поднесување на безбројни амандмани. Тоа особено беше присутно во дискусиите за буџетот и бевме принудени во зимата и пролетот 2008 година како политичка партија, јас учествував во тие работни групи, да преговараме со ДОИ. Беше постигнат тој мајски договор за развој на Демократската партија на албанците и мораше да се бара излез од таа ситуација. Поводот беше одлуката на НАТО да не примат во Букурешт, при што се отиде на ворени парламентарни избори 2008 година, кога забележавме како партија и коалиција уште позначена победа и конечно ДОИ влезе во владата за тамо да остане до ден денешен, менувајќи ги коалицијските партнери. Гледате разлика помеѓу ДОИ сега, ДОИ во таа влада 2008-2017? Голема разлика. Може ли ова да го елаборираме, затоа што постојат луѓе кои што велат дека нема разлика? Прво, видите, сега од кој аспект мислам дека и тврдам дека има голема разлика. Прво има помала застапеност, аспект на број на членови на влада. Понатаму заменици министри, директори во јавниот сектор, во здравството, образование и така натаму. И поставеноста на тогашната влада, на премиерот Груевски и на сите други министри беше таква што колегите, да речам, од албанска националност беа корисни членови на владата, се ја вршеа својата работа, но има многу ограничен простор, не да нема, некои си го зема, има многу ограничен простор за она што последниве, особено 4-5 години го видовме дека само небото и лимит во нерегуларни активности, во протежирање на собствени интереси и дури отворена корупција. Така што мислам дека, сега да се вратиме на вашето прашање, дека доколку дојде до потреба од некој, речем, таков компромис, многу ќе зависи
од прво бројките во парламентот, Како се изјаснил составот народот, на владата и тоа во кој степен премиерот нели ќе ја раководи владата за да нема можност за она да се изроди она што го гледаме последниве неколку години. Прашањето е, можно е така да се раководи владата? На Еве, некој иден премиер, можно е така да ја раководи владата? Секако мислам со авторитет, со личен пример, со нулта толеранција кон корупција на владини функционери, може многу лесно да и ја раководи владата и да помогне во рехабилитација на институциите и поставување повторно на патеката на развој и на економијата и на општеството во Република Македонија. Професоре, вие сте знаели и внатре во владите да критикувате кога има некои одредени дејанија, ако можам така да речем? Впрочем, и така се раздвоивте со Груевски. Па добро, во една прилика кажав и тоа ќе го повторам, она што некои колеги од тогашната влада го зборува, тоа го слушнавме од прислушкуваните разговори, оговарање или озборување нели на премиерот. Јас во голем број прилики го кажував или на седница на влада, зашто и вие сте Јас сум сведок, да. сведок, или па во четири очи. Така што И вие денес со Мицкоски во извршниот комитет односот. Исто и денес така говорите на седниците на извршена Да, ВМРО ДПМН. со тоа што сега како да кажем, влоговите се помали. Опозиција. Станува збор за ќе кажем што мислам да не се разбереме погрешно, но мислам дека господин Мицкоски, како и секој разумен, почитува понекогаш различно мислење, Но и не е случај. само не сум само јас. Ставовите се градат на борба на мислење по некогаш пократки или подолги дискусии, затоа што никој од нас ниту го знае оптималниот одговор и решение во моментот, ниту е добро самиот или самата да го наметнува. И од тука мислам дека за ево сега апострофиравме функцијата и председател на политичка партија, утре премиер, е добро да ја задржи или да го задржи на ниво на толеранција кое што е неопходно за да дојдете до вистински решенија, вистински одлуки, затоа што имајте познато е дека некојаш власта ги прави луѓето да се оддалечат од реалноста, ги прави малку повеќе арогантни, самоуверени и што е најлошо нетолерантни на туѓо мислење. Во однос трае дебата во моментот, не само во ВМРО ДПМН и во јавноста, а тоа е дали вашата политичка партија треба да влезе во она техничка влада. Кој е ставот на Трајко Славевски? Видите, тоа е нешто што се наметна деновиве. Ние не сме го отворили тоа прашање. Јас сега сум во дилема да изнесувам некој став за кој што не сум размислувал нели доволно, но мислам дека е неопходно да се искористат сите можности, сите институции, кога веќе остана таа техничка пржинска влада против која што ние го кажавме своето мислење, не можеме нели да ги промениме работите. Учеството на техничко ниво во тие 3 месеци во подготовка на изборите, сега од позиција на опозиција во придонес за порегуларно изведување на изборите, мислам дека е потребно. Некако не го свативме тој концепт зошто нели беа препораките за таа техничка влада. Кај нас партиите некако мислат дека во тие 3 месеци треба да владеат, а не да бидат следители на изборите. Ме разбирате? И тоа го видовме и ВМРО ДПМН кога влезе сега последниот плат 2020. Тоа го видовме и претходно СДСМ кога влегуваше. Видите, тоа се покажа како корисно, сега да бидеме реални, и за опозиција, кога опозицијата тврди дека власта ставила шака или шепа врз сите институции, врз медиумите, врз судството, Министерство за внатрешни работи, кои што имаат значителна улога во подготовката и извршувањето и спроведувањето на изборите. Во една прилика јас имав можност пред повеќе години, можеби 4 години,
со представник на албанската опозиција, мислам президентот беше на господинот Башат, некако се изгуби од социјалистите, кој што сметаше дека и тие се во состојба да бараат некаква техничка влада како опозиција, затоа што идејата, видите, не е лоша, затоа што доколку не се тривиализира и се дава на опозицијата можност да раководи со Министерство за внатрешни работи, но пак е тоа номинално, затоа што видовме дека сите началници, нели, на некој начин на службите на Министерство за внатрешни работи на територија на цела Република Македонија не се лојални кон техничкиот министер за внатрешни работи. Понатаму Министерството за труд и социјална политика, за да нема можност за купување на изборите на гласови, но внимајте, во практиката сето тоа, како што реков, се извртува, затоа што купувањето на гласови веќе започна, како што гледаме, на легален начин, кога некој ветува дека ќе фрли во, нели, ќе потроши 4 до 5% од бруто домашниот производ, како што е сега ова најава за мерките од така наречен 9-ти антикризен пакет на мерки. Внимајте, близу 5% од бруто домашниот производ, знаете што е тоа? Тоа е вкупно буџетот за одбрана на Република Македонија, буџетот за образование во Република Македонија, годишен, и уште нешто да финансирате некој капитален проект. Тие средства на некој начин сега се лицитираат дека ќе служат за поддршка, да видиме дали ќе помине на некои социјални пакети, социјални ранливи групи, категории, но станува збор за обид за гол подкуп на граѓаните. Значи сега да се вратам на темата, некако се станува само илузија номинално, но кога веќе ме прашувате, мислам дека и секоја најмала можност за доаѓање до регуларни избори треба да се искористи. Извини, Боцевски, уште ова ќе те оставам тебе неизменично. Видовме дека Јован Митревски од СДСМ ќе биде нов председател на собранието, предложен од СДСМ. Јас и Ивица имаме една пракса што ретко кој медиум ја има во земјата, а тоа е ние кога човек ќе дојде на функција, сакаме да му ја прочитаме биографијата. Па да видиме од каде доаѓа, како доаѓа, што доаѓа, од која до која година, што правил и така натаму. Генерално во сите демократски општества, кога некој доаѓа на функција, тоа е првото. Сега во однос на Јован Митревски, јас имам сериозен проблем, затоа што ние не можеме за човеков да најдеме никаква биографија. Освен дека бил пратеник од СДСМ и дека има завршено економски факултет во Прилеп и дека е роден 1980. Ние, Ивица, во овој момент не знаеме ништо друго за овој човек. Сега он може имал најбогата биографија, може кој што номинално е втор во... Да, може бил главен асистент на Джефри Сакс, не знаеме. Но ништо друго освен овие три факти, дека од СДСМ, дека бил пратеник и дека е роден 80-та и дека има завршено, нели, економски во Прилеп, ние ништо друго за ова човече не знаеме. Ево, жал, не знам ниту јас и не сум имал време да прочекам по биографија. Во економијата не го познавам како економист, најверојатно работел во практика, јас повеќе се движам во академските кругови и секако во оној дел од бизнисот кој што е позначен придонес кон бруто домашниот производ во Република Македонија. Сега ако така заклучиме дека сепак имаме анонимус во струката кој што ќе раководи со собранието, можеби е утешителна околност што собранието ќе биде распуштено на 2 месеци пред изборите, така што мислам дека ќе нема многу работа вториот по значајност човек, нели, кој што во отсуство на председател на државата е одговорен за безбедноста на државата, за нејзината одбрана и така натаму и така натаму. Чудно, порано барем биографија, сега например за оваа за култура што е министерката, можеме да се изнасмееме за нејзината биографија дека немала врска со културата и така натаму. За не знам, за Славјанка Петровска исто имаме така многу гапови во нејзината биографија. Ама но па ни биографија не може да му ја најдеме, нема што да коментираме. Тоа ми е главниот. Некаде лично забележав последнава деценија, дури кога беа СДСМ во опозиција,
се осипа и она нешто кадри што го има наследено од поранешниот систем, нели? Да, од Сојузот на комунистите. Да, од Сојуз на комунисти и така натаму. Немаше некоја квалитетна транзиција, една да речам гарда замена или се повлече или се испокара со останатите, и дојдоа во ситуација како што да ја подсетам на тоа дека нели кога ќе се стави ваква забелешка, човекот има бланко биографија, кога велам човекот мислам на маж или жена, дека изговорот е да дадеме шанса. Да дадеме шанса. Мене може да шанса за председател на собрание. Шанса не се дава за функција. Се дава за раководител на сектор во Министерство за економија. И таму не става. Може на раководител на зеление. на зеление, за раководител на сектор. Тоа е веќе треба да поминал некои сили и харибди во рамките на самата администрација за да може да раководи. Јас се извинувам, не сум баш за административно работење информиран. Но ајде, имавме тука еден прекрасен гостин, Сламков, адвокатот кој што бил ја водил антикорупската комисија, тој ни кажа дека денот кога ќе се распишат изборите не сме да се пипне овој буџет што го спомнавте од 600 милиони. Она што го слушаме низ куларите со Љупчо е дека наводно власта ќе се повика на тоа што ќе предвиди буџетски ставки за овие трошоци и ќе речат дека затоа што се буџетски ставки не се вонредни трошења. И ова само тоа е некоја травестија на правото, се ако ми дозволите. Не сакам мојабето да го водам во овој дел, меѓутоа кој е вашето мислење? Дали ако стават буџетски ставки се редовни или вонредни? Најавата е дека тие средства ќе се реализираат низ 2 буџетски години. Ова од која што стана нецели 3 недели, 20 дена, и дури и помалку, затоа што мислам дека Трезорот со трансакции во Министерство за финансии, каде што се вршат исплатите, се затвара некаде 24-25 декември во месецот, тоа традиционално, за да се направат други подготовки за започнување на наредната година. Значи, уште 2 недели, се уште предлогот се наоѓа во влада, така што прашање е дали нешто ќе се реализира во текот на 2023 година. Сега за 2024 година не може да тврдам 100%, но ова ваше тврдење информација ми изгледа вака малку неверојатно, затоа што вие можете во буџетот како ставки да предвидите се и се што може да има средства, но јасен е законот за чување на корупцијата, дека како што кажавте, штом се распишат избори, дури претходно, не смеат да се трошат средства кои што би биле во намена на нерегуларно спроведување на изборите. Мене друго ме тука во дилема сум изненадува, Славе. Тоа може да се реализира. Мене друго ме изненадува. А тоа е зошто политичките партии, во случајот СДСМ, но минатото и ВМРО ДПМН имало слични епизоди, веруваат дека со тоа што сега ќе истурат пари пред избори помеѓу народот, тоа ќе им донесе изборна победа. Зарем до толку ја подценуваат меморијата на народот ни што се не прошол овие години откако се на власт, па сега ќе им дадеме по 5.000, по 6.000, по 10.000 денари и сите ќе гласаат за нас. Тоа ми изненадува. До толку ли во тие политички кулуари немаат сваќање како се креира изборна победа, како одлучуваат луѓето за кого ќе гласаат ако сакат? Мислам дека прашањето е на место. Ако ги слушаме експертите, политиколози, политички аналитичари, ќе ви кажат дека може би преку 95% од гласачите кои што одлучиле дека ќе излезат на гласање на следните парламентарни избори што треба да се одржат на 8 мај, веќе се цврсти во својата одлука за кој ќе гласат. Зошто убаво да се зборува со Трајко Славевски? Се гледа кој чита трудови. Сепак постои 6 месеци велат дека. Сепак може и постои една мала маргина, нели? Да се 3% од луѓето генерално. Може би помалку. Тоа се оние сега малку несоодветен израз свингери или swing voters што се наречува, што се нарекува на што се на англиски јазик кој што го менуваат, да речеме, ја менуваат својата афилијација од избори до избори. Така што мислам дека нема да се постигне никаков ефект, затоа што она што е акумулирано, да речем, незадоволство од владењето на владата во која што доминира ДУИ, нели СДСМ,
јасно кажува за определбата на гласачите. Се разбира, секоја политичка партија, па и оние, нели, кои што влечат најголем одиум во јавноста, како што е сега, си има своje гласачко тело, хардкор, кој што ништо, да речем, не може да ги промени во нивната одлука за гласање. Така што, да заклучиме до тоа, мислам дека тоа ќе бидат повеќе и популистички, повеќе популистичка мерка во некоја лажна надеж. И сега, боцески, мислам дека најголем дел од овие предвидени, лицитирани 662 милиони не се однесуваат на директна поддршка на граѓаните, на издатоци од буџетот, туку на ветување кое што далеко од тоа дека ќе се реализира, дека владата ќе ги ослободи од плаќање придонеси оние компании кои што ќе ги зголемат платите во наредниот период. Сега е тоа повторно притисок, тоа е повторно мешање во деловните одлуки на предпријатијата. Гледаме каква е деловната клима во земјата, со многу низок раст на бруто домашниот производ. Беше обесхрабрувачки податокот за движењето на БДП во третиот квартал од пак повторно, да речем, испод 2%. Годината ќе завршиме со најверојатно бруто домашен производ стапка на раст под 2%, што е далеко под потенцијалот на Република Македонија. И во такви околности да очекувате дека предпријатијата ќе ги зголемуваат трошоците на работењето, посебно се погодени малите и средни предпријатија кои што доминираат во економијата во Република Македонија, е повеќе популистичка мерка која што нема да се материализира. Ивица, последно прашање пред рекламите, ти го предам тебе. Па и само да затвориме оваа тема пред да тргнеме кај надворешната политика. Професор, независно од ова, имате јасен партиски став, меѓутоа никаде во Европа нема вакво решение со преводна влада. Сметате ли дека веќе се истроши тој концепт во Македонија и треба да се врати на некој нормално функционирање? Да, тоа е недвојбено, мислам, ние и лично го мислам тоа и го кажавме како раководство, како политичка партија. Тоа е веќе еден реликт од едно минато, од една длабока политичка криза која што беше предизвикана во годините 2014-2015 до изборите 2016 година во Македонија. Иако тогаш било на некој начин неопходно, испливало на површина, затоа согласиле и, да речам, главните парламентарни политички партии, тоа барем за овие избори постоеше можност да биде напуштено и да влеземе во една нормала. Одиме со кратка пауза за реклами, почитувани слушатели, по кој ќе се вратиме во вториот дел од емисијата, кој еве ќе ви го најавиме како Македонија членка на ЕУ во 2028 година, нешто што мене еве ме домисли да се селам од држава во 5 за 12. Еве насред нашето интервју имаше интервју и министерот Бесимиć, туку што осамна на порталот Фактор. Насловот вели: буџетот за идната година не е предизборен, со него ќе ја доведеме економијата во мирни води, а потоа ќе го забрзаме растот. Сега, знаете, Славевски, еве, како што сте ви интелектуалец од видни универзитети, така и Бесими нешто бил во Англија, завршил на Стратфорд. Не, има солидно образование. Има солидно. Како еве вака се докторат? Ве учат да лажете на тоа добрите универзитети. Јас студирав на добар универзитет, не ме учат да лажам, не знам. Не, тоа не се учи. Да. Не се учи таму. Ја тоа бев да проверам и завршив во меѓу време факултет, ама не ме учат да лажам, знаете. Не, видите, во политиката, особено кај овие клучни функции, да речеме, во Министерство за финансии, се малку пошироко да фатиме одговорот, да му придеме на одговорот, мора, или на некој начин сте принудени да бидете или да сеете оптимизам. Затоа што, замислите сега, нели, кога првен пункт. Ако ја кажете реалната состојба. Ево, јас сум бил во ситуација кога се прават проекциите за растот и инфлацијата, а тоа е основа, нели, за буџетот, кога, посебно за годините, да речеме, 2009-та, особено, нели, кризната 2009-та, после финансиската криза, кога знаете дека... Историски Македонија кога имала највисок раст, извинете? 2006
2007 година. Значи вие кога сте министар, која беше тогаш? Не велам дека е тоа Колку единствено проценти мој беше? придонес. Над околу 6% имавме. Бевме како раст на Бразил, брутно како производ. Кина, како... 2005 година почна, се извинам, да, 2005 година некаде колку беше околу 3-4% за мајецот, но со некои мерки тогашна влада, особено во введувањето на рамниот данок, оптимизмот што завладеа по промената на власта, на вистина, па видите тоа кредитниот раст од година во година беше преку 30-40% растот на кредитите. Луѓето, домакинствата, фирмите зема кредити за реални инвестиции и економијата бележеше раст. Сега се вратам на одговорот и некако под притисок, да речеме, затоа што владата е колективно тело, ниту министерот за финансии не ги носи сам одлуките, а во овој случај не е одговорен самиот единствено за проекциите. Кога знаете дека растот ќе биде значително помал, ние сме проектирале стапка на раст од 5% и сме морале да голтаме кнедли кога тоа ќе биде далеко од далеко од реализација. И најверојатно сега тој вирус, нели, е присутен се уште и во изјавите и на сегашните ова дека не е предизборен на 5% ви се... Видите сега, во тој случај ние нема да се согласиме затоа што нашите анализи на тимови кои што работат на економската програма на ВМРО ДПМН, мои помлади колеги колешки, увиделе и јас самиот го проверив, верувам во тоа дека некои крупни ставки во буџетот се проектирани само до средина на годината. Например, раст на плати во јавна администрација, порастот на пензиите, усогласувањата и така натаму, социјална помош и слично. Од тогаш, нели, после 6 месец, најверојатно сега во таа известност, нели, кој ќе раководи со владата на Република Македонија, оставиле и креаторите на буџетот, па нека се снаоѓа кој како може со кратења, ребаланси да ги задоволи овие основни потреби, нели, кои што се проектирани. Така што не може, мислам, да се симне ознаката дека буџетот е предизборно проектиран, само тоа што го кажав, што се должи на анализи, а фактот што во него морале да се проектираат некои средства од она сега најава на нели мерки од така наречен 9-ти антикризен пакет на мерки, кога во според секоја дефиниција економска криза нема, економска криза има кога има негативни стапки на движење на раст на бруто домашниот производ, тие иако се незначителни, не се такви, така што нема никаква оправданост од такво нешто. Македонија во ЕУ во 2028 година, вети премиерот Димитар Ковачевски, со Ивица не стигнавме ова да го прокоментираме, тој исто така искусен во оваа работа во европските интеграции. И јас се ви велам, ние бевме скоро спакувани да се селиме, но откако чувме дека во 2028 година ќе влеземе во ЕУ, ги откопчавме, нели, куферите и еве денес сме на патот веќе да ги враќаме џемперите назад во платка. Добро, веројатно го кажувате метафорично. Не знам која беше причината да се помести рокот за влез на Македонија, нели, тоа е Маричич би се рекол рок, 2030 година. Овој го намали премиерот, на 2028 година, значи е поголем оптимист од него. И од 2024 до 2030 година, сега не зборувам за полноправно членство во Европската Унија, една држава со способна, посветена влада, со нетолеранција кон корупцијата, со ослободување на капацитетите, на силите на граѓаните на сите нивоа, може многу да направи за напредок на земјата. Сега, без разлика дали тоа ќе биде верифицирано со нели полноправно членство или не, тоа не зависи секогаш од нас, но од нас зависи она како ќе се однесуваме спрема сопствената држава и спрема сопствените институции. Не можеме да предвидиме дали кога Република Македонија би станала полноправна членка на Европската Унија, затоа што не знаеме, а и самата Европска Унија не знае што со самата со себе, дали да продолжи или да застане тука со
проширувањето за еден догледен временски период. Меѓутоа, бројките се тие. Географијата е таа. Единствениот пазар е наш најголем трговски партнер. Така што предпоставувам дека ваш одговор на вашата партија ќе биде дека интеграцијата во смисла исполнување на она што го пишува европското ќе продолжи, независно. Се разбира, не само што ќе продолжи, не сме ни да застане. Немојте да ми прилепите нечии туги никако. Логоа за избори на соседна држава, но навистина треба да се продолжи со оној ентузијазам кој што јас сум го чувствувал во раните 2000-ти, што би се рекло, години, кога ево и вие сте биле подпредседател на влада за европски интеграции, кога сме мислеле дека одиме со брзо темпо, силно темпо, дека брзо темпо во усогласувањето на нашето законодавство со она на Европската унија. Тогаш, Ивица, јас имав некои забелешки, можда ќе се сетите некои дилеми во влада, дека треба сепак да издвоиме неколку области во кои што не треба толку да брзаме, барем во тоа време. Некои дејности во кои што се уште треба да искористиме некои во наводници придобивки од тоа да не бидете член, нели, или да не го имате целосно усвоено законодавството на Европска унија. Овдека мислам на тој нивен ортодоксен социјален модел, кој што ние не можевме да го храниме со ова неразвиена економска база. И тука бе во областа на, да речем, социјалната заштита, работното законодавство, да бидеме попредпазли и да ги усогласиме издатоците, правата и така натаму со она што е реална состојба во Република Македонија, затоа што внимавајте сега да не бидам погрешно разбран, вие можете да пропишете секакви права, но само номинално, реално да не можете да им ги пружите на граѓаните, затоа што за тоа немате доволно овој ресурси. И сега, она што, да речем, сите нас на некој начин не растажува, не обесхрабрува е како од една така нагорна, би се рекло, експоненцијална линија во усогласување со она што се стандарди на Европската унија. Ние, кога, да ве подсетам, нели, ние особено политичка партија ВМРО-ДПМН во самата изборна програма за изборите 2006 година имаше запишано, тоа беше и по моја сугестија, дека за 2 години земјата ќе префрлиме според индексот на перцепција на корупција, кој што го објавува Transparency International или меѓународна транспарентност, дека ќе ја префрлиме од последната третина во првата половина земји. Што се случи? Тоа се случи таму од некаде 112 земји од место, колку сте подолу на листата, толку сте повеќе корумпирани. Стигнавме на некаде 70-тото место, за сега повторно, нели, да одиме во обратна насока. Ние, сунувајќи кон овие европски перспективи, некако како да заборавивме што е всушност да имаш држава, што е всушност да имаш нација, а тоа е да имаш силни институции. Институциите ја градат, нели? Државата би се сложил секој кој нели прочитал нешто на темата. Сум бил во многу градови по светот и неретко сум ги гледал зградите на градот, на општината. Ке отидете во, не знам, во Лондон, ке видите County Hall. Ке отидете во Фиренца, во Венеција, ќе видите дека во музејот е сместен градоначалник, во најрепрезентативните делови од градот. Во Виена исто. Па дури и во еден Ниш, кога ќе видите, гледате градската зграда е Ниш, значи на 100 км од овде, еден од понеразвиените градови во Србија, исто градот, градската резиденција изгледа во некој аустро-унгарски стил, наша некоја стара зграда и така натаму. Град Скопје, Советот на град Скопје до ден денес се сместен во оние мизерни не бараки. само Советот, тука целокупната администрација и градоначалникот. И во оние мизерни бараки. Цел град Скопје. И некако кога проаѓаш, обично дури и странци кога доаѓаат, тоа им е атракција да видат како изгледа, нели, градов, како изгледа институцијата, и ти треба да ги однесеш во оние бараки кои протекуваат. Видите, знаете, подолу од ова, нели, во кое што остана град Скопје е шатор, нели, како оние на
Кадафи, нели, порано, затоа што Уште камините ова е пост земјотресна архитектура. Да. Од Привремено, Скопскиот земјотрес се поминати колку децении таму и така натаму и град Скопје. Јас сум роден. Ево тука да ја понудам и понесам собствена одговорност, нели, ево ние членовите на Совет сме на половина од мандатот, ама немаме никакви ингеренции. Имаше еден обид, нели, уште од еден од претходните градоначалници, господин Коце Трајановски, Градска куќа. Белек, нели, за Па убава е таа наива на зградата. топ, прекрасно е. За градска куќа, понатаму град Скопје беше близу до овој обезбедување на простори. Знаете ли зашто градската куќа не ја продадоа, мораше да ја продадат? Зошто? Затоа што кога дојде Шилегов градоначалник, изнавработил доволно луѓе што сите не ги собирало со се тие од претходно во градска куќа. Имаше еден аргумент дека не била на плоштадот Скопје и така натаму. А ова сега на плоштадот. Ова е близу до зоолошката, но што пречи? Добро, можеме да бидеме, нели, дополнително, нели, цинични, но трагично е што главен град, нели, на една европска држава како што е Република Македонија има администрација, градоначалник, совет во така мизерни услови. И знаете, ние малку по старите генерации па се венчавме во на матичното од другата страна, што исто така не делува. Да, и тоа беше, како нели, градската куќа како за чинот на венчање. Јас сум венчан во малку полоши услови Ѓорче Петров. Така да во бараки таму. Па и ги знаеме. Кога влагаш таму сериозно да се разбиш. Но внимајте, судејќи, ево сега јас да се пошегувам, судејќи по цврстината на браковите. Во Македонија па добро да е. Јас идната година, нели, ќе правам 40 години од бракот, па не е секогаш најбитно, нели, каде се Там знаете, Славевски, чим човек влегува во такво никакво здание за да се венча, значи љубовта е навистина силна. Обично церемониите се тука за да ги подбутнат работи. Се разбира само како административна, нели, работа е една дистракција од веселбата, нели, која следи. Сега добро, сега може у кафана да го викнете матичар. Имам еден друг страв, например, ако се пресели од тамо град Скопје, наместо се прошири паркот, тука една зградичка, едно 7-8 спрата, како ќе легне, кај што се сега... Пуцко, имаме инвеститор. Страв ме фаќа дури. Да, секогаш има хиени, нели, кои што, грабливи птици, кои што секогаш имат око на такви локации. И мислам дека имаше такви аспирации, или имало такви аспирации, додека беше во изградба онаа зграда која што пред вселување Шилегов ја продаде, за после да се потрошат парите за нешто што може би има и корисни работи, но не го гледаме. Еве, сум шетал исто по голем дел од европскиве градови, не ми е јасно тие луѓе зашо не се карбираат. А еден бре да нема да пушти тераса, доградба, настрешница да стаи. Еве, скоро кога бев последен пат у Лондон, шетав низ Ламбет, стварно стар дел од градот. Значи, еден да не му текне да прошири, да направи. За разлика од Скопје, кога се шеташ улица, секоја зграда ти е приказна за себе и секој комшија различна метража, знае да пушти. Тоа е еден неред, нели, кој што зборува за слабите институции. А слабите институции понатаму ја разоруваат она институција на меѓусебна доверба во меѓу луѓето, и тоа е институција, довербата, многу битна, а и самото однесување, културата на однесувањето. Тоа е исто верижен принцип. Ако работите поминуваат неказнето, во тој случај тоа е како на некој начин повик нелегални работи да продолжат и во иднина. Видите, не е само проблемот, нели, со Скопје, туку и тоа е рак рана на целото општество. Дури општините долго време онаму каде што има дивоградби, кои што навистина пречат дали некој инфраструктурен објект, дали ги иритира соседите и така натаму, не постапувале под изговор дека ево не можеме да најдеме фирма која што... Тоа е популизам во прашање. Еве сега ќе ви кажам, на не овие избори што помине, тие претходно што беа известува во Охрид од изборите. И знаете, во Охрид имаат сериозен проблем со дивоградбите. Да, секаде.
И двајцата кандидати ги прашувам, знаете, правев интервјуа, изјавив и така натаму, и пред тоа само ме прашуваат, ајте молам, немој викало за Дивоград бит. Викам, зошто? Значи, тоа е, би требало да биде најважна тема на избори во Охрид, решање на проблемот со Дивоград бит. Ама знаеш, секој има пуштено кој по метар, кој по два, и ако ние кажеме дека ќе се справуваме со Дивоград бит, нема да не гласа. Тоа ми беше кажано од еден од кандидатите, сега да не го именувам. Видете, и тука е неопходно на земја или на ова ниво на развој, како што рековме со низок степен на култура, известна селекција. Не почнувате нели со рушење кога некој, што се вика, некој сиромашно семејство доградило балкон и така натаму, кого што никому не пречи во моментот. Оставете го за на крај, да размислувате прво. Но има узурпација на државно земјиште, нели, изградба на објекти на државно земјиште, ги гледаме ни Скопје. Па ај вратете се на она убедување да се почека, да не се руши, нели, од председател на политичка партија кон тогашниот премиер, објект кој што навистина изграден на државно земјиште, таму некаде во продолжение на улицата позната како Пластичарска, кој што и денес постои, да. И не е постапено. Добро, еве сега гледаме дека во Луминка 30 катници се предвидени. Добро, ама тоа е тема од Карпош, таму ќе се расправаат во Советот очигледно. Мислам дека од ден на ден квалитетот на животот на граѓаните во Република Македонија од аспект на урбанизмот станува се покомплициран, полош и полош. Тенденцијата за трупање на згради во близина на централното градско подрачје или на веќе стари населби, етаблирани населби, а не ширење на градот онаму каде што постојат услови со изградба на инфраструктура, навистина овај скапо ќе не чини нас и идните генерации во иднина од аспект на квалитетот на живот. Ајде да одиме на тврдо политички теми. Технолошки зони, Џон Малковиќ. Осте се тоа. Се реотвараат преговорите со Џон Малковиќ. Добро, не, вчера видовме дека и особо скијачкиот центар, со 76 скијачки патеки. И 76 скијачки патеки. Така слушнав. И електричните автомобили во Тетово. Амбициозно е тоа. Така. Добро, пред секој избори. Како велат некој да биде во Бисмарк има една убава работа, кажа на вика највеќе вика се влажа вика после лов пред олтар и пред избори. Така што мислам дека тука некаде се за жал, да. Меѓутоа, добро, тоа после лов не е толку битно, ама вие другиве две за жал. Добро. Мене ова со електричните автомобили ми е првот. Таму уште има дупка. Тоа е последното. Камените. Ајде да се вратиме на. Мислам дека банкротираше компанијата меѓувреме. Професоре, вашата партија има ли коалицијски потенцијал? Едно прашање кое што е од некои кругови на македонската јавност се вели дека е проблематично за ВМРО да помане. Не знам на што да го темела тоа. Зошто да нема? Зошто нема коалицијски потенцијал? Покажала и во минатото дека има коалицијски потенцијал, и сега е фаворит, нели, да освојува најголем број пратеници во парламентот, кон кој што ќе сакаат да гравитираат и другите партии кои што сакаат да партиципираат во власта. Значи, не гледате причина зашто воопшто да одговарате. Тоа е безпредметно прашање. Добро, а тоа второто едно тема што исто така се појавува јавноста, вела дека ќе победи ВМРО да помане, но нема да му дадат, нели, да владее, па при тоа се споминува дека наводно главниот стратегиски партнер на Македонија, Соединените американски држави, би имале некој проблем кога е ВМРО да помане на власт. Го гледате тоа како на ВМРО да помене не му дадоа да формира влада во 2016. Точно. 2017 година, која разликата со СДСМ беше два пратеници. Мислам со нивната коалиција, со партијата СДСМ беше повеќе, но секако ќе биде драматично повисока, никој не ќе може да помисли на такво нешто. А сите заговарачи на таа теза и на некој начин кој што својата последна надежда висат, што се вика, за сламка и на власт од една или друга причина,
ја гледаат во земјата која што ја посочуваат или стратешкиот партнер, многу добро знаат дека со векови останува збор за нивниот однос кон работите на некоја територија, некој општество, е акцептирање на состојбата на теренот. Ама Боцевски, знаеш, ако ги гледаме пример црниве листи, ќе видиме дека американците уствари не му даваат на ВМРО ДПМН со СДСМ да коалицира. Тоа е од прилика тоа е, сега го ставија Кочо. Добро, ма Ангјушев кој да, премиерот го знаел од град. Така како утре некој да каже Трајко Славевски не бил ВМРО ДПМН. Не, професор бил тука, сега го викале. Што е тога суштината на плурализмот, ако е една ваква коалиција толку лесно замислива. Мислам, вие сте били во Соединетите американски држави, таму дури секогаш се мораме да бидеме искрени во политиката, дури даваме и поголема дистанца од кога таа што е реална меѓу политичките партии, токму за граѓаните избор, да знаат што бираат на кришта. Добро, состојбата во Соединетите американски држави е различна од она што е во Европа. Точно. Видите што се случува во Европа со фрагментацијата на бирачкото тело. Живот бирачкото тело и мора да се прават некојаш дори невозможни незамисливи, точно, да. Оние земји кои што или оние политички партии кои што се опирале кон можноста да формираат влада со тие незамисливи компромиси, останувале без влада, како што беше Белгија пред некоја година, и така натаму со години. Што за Република Македонија би било погубно, нели? Ние сме били во такви периоди на лимбо ситуација. Неопходно е, нели, да имаме што се вика она јасен победник на изборите, и оттука е барањето на ВМРО ДПМН за што поширока поддршка, за да нема уцени. Јасен победник кој што ќе формира влада и ќе ја преземе одговорноста за решавање на проблемите на државата и на граѓаните. Јасно, но добро, се тргне таа опасност од пропаднати председателски избори, бар се надеваме со тоа што на изден ќе бидат и парламентарните и председателските избори. Имаше една страшна ситуација. Вие меѓу другото предавате и тоа обврзано со регулативата. Ретки се, професоре, вакви примери каде што се остава таква буквално мина во системот, како на пример неуспешни избори. Видовме нели и во Маврово Ростуша. Проблемот наш е што сега ќе заборавиме на оваа тема, додека не дојдеме пак до една ваква ситуација. Меѓутоа, има ли шанса да ги тргнеме овие работи, на пример? Ама зашто да заборавиме, пример, секогаш стои отворена можноста дека во вториот круг, еве и сега, некој од политичките партии ќе ги бойкотира изборите. На пример, доколку Стево Пендаровски е кандидат на СДСМ и доколку губи повеќе од 101 гласови во првиот круг, што е очекувано на оние анкети, јас верувам дека СДСМ може да го бойкотира вториот круг. Нема да. Сатира за тоа што ќе мора да гласа за парламент, за пратеничка група како. Нема шанс. Нема шанси. Може да ги обескуражи своето бирачко тело. Добро, не би навлегувал сега во такви прогнози, нели, кои што се песимистички. Мислам дека со овој договор околу датумот за изборите и председателски и парламентарни ќе имаме успешно од таа гледна точка, нели, избори. Ово што рековте, решение за можноста за неуспешни председателски избори е може да се размислува на механички, технички начин. Избирачкиот список, нели, и цензусот. И тоа се прашање во кој што за посебна тема и не би навлегувал сега. Јасно. Професоре, може да ве прашаме како економист нешто интернационално, мене ме интересира лично. Во Аргентина победи еден интересен човек, Хавиер Милеј, го нарекуваат Локо, односно лудиот, во некој превод на македонски. Буделетинка каде е на македонски, Да, од прилика така. Тоа е човек кој ветува тотална економска либерализација. Еден економски либертарианизам, ние кои сме читале економска литература, знаеме дека тоа е некоја идеологија која предлагале Мизес, Хаек беше, да, Мизес, Хаек, Фридман, да. Фридман во некоја поблага форма. Што мислите за ова? Од она, видите, од она што го следам,
станува збор за неконвенционален политичар, најверојатно тука и личниот темперамент, но не мислам дека е случаен, тој е доста образован. Проследив неколку негови говори во превод, тој зборува на шпански, некои обраќања, учество во емисии. Тој беше деновиве, мислам, вчера беше инаугуриран. Да, вчера беше. И веќе го има подпишано, утро прочитав првиот декрет со кој што го смалува бројот на министерствата од 21 на 9. Како што беше она познато видео кој што го гледавме дека ова ќе лета министерство, нели само 9 министерства. Тоа е можеби добро за Аргентина. Внимајте, Аргентина е полна економија од популизмот во кој што започнува од 50-тите, 60-тите, перонизмот, Киршнер, корупција и така натаму. Земја која што досега 9 пати она нешто го велиме банкротирала, односно била принудена да се оддалечи од финансиските пазари, земја со огромни ресурси кои што стојат неискористени, земја која што на преминот од 19 кон 20 век била четврта економија во светот, на некој начин уништена, пер капита уништена економија, така што можеби не е лошо да се проба и ова верзија, ова варијанта. Се работи за овој ултралибертаријански пристап во идеите, се разбира, ќе се модерираат тие кога ќе се соочите со конкретните проблеми, но ево, овој не е лош потек ако се заклучило дека администрацијата е преголем товар, да се обиде тука да се заштеди. Сега тој има може ли во Македонија ваков модел либертаријански да функционира? Пробавме и пациентот умре. Други идеи. Тоа беше приватизацијата. Други идеи за укинување на Централната банка, вака нам не изгледа малку чудно, но има земји кои што се целосно доларизирани или евроизирани. Еквадор. Дури и внимајте земји кои што имаат фиксен девиз курс, многу малку останува од областа на монетарната политика за Централната банка. Таква е ситуацијата кај нас. Ние следиме монетарната политика на еврозоната, затоа што ние како да имаме евро воведено ствари. Сепак Централната банка има функција за финансиската стабилност, државни резерви, девизни, злато и така натаму, но станува збор за, како што реков, неконвенционален прво политичар, економист. Ево, аргентинците му дадоа вака шанса, му дадоа доверба и останува да видиме како ќе се одвијат. Вие како ВМРО ДПМН планирате ли да направите вака некоја поголема економска либерализација во наредниот период доколку дојдете на власт? Видите, би започнале со ослободување на економијата. На што личи ова? Дали земја која што претендира да ги отвори преговорите за членство во Европската унија во континуитет, тргни, застани, да прави одмрзне, замрзне со цените и со маржите и така натаму. Да носите не само тоа. ВМРО ДПМН најавува дека ќе се намалуваат даноците на 8%, но Македонија, колку што знаме, потписник на ОЕЦД, кој нели М15, кој велат 15% минимален данок наредната година. Ќе поминат децении додека тоа се реализира во практика. И во самата Европска унија и во самото ОЕЦД има држави, ево например Ирска, тука и Унгарија и така натаму, кои што имаат пониски даночни стапки, не би сакале во догледно време да се откажат од тоа, така што мајте тоа е една од оние, како што претходно спомнав, нели, со брзањето со усогласување со законодавството во Европска унија. Тоа е една од оние мерки кои што во моментов не треба да не загрижуваат и треба да се ја водиме автохтоната политика која што се покажа како продуктивна за македонската економија. За 10 години доколку се усогласи тоа 15% минимална такса, ја ќе бидам 41-2 години, знаете. Јас ќе офатам тоа, пола живот ќе биде 15% данокот. Сериозна политика. Професоре, при крај сме се емисија, ајде една тема која што знам дека исто така следите. Резултатите од ПИСА истражувањето повторно во Македонија не направија некоја, не предизвика драматична дебата, може би заради случувањата од претходната седмица и така натаму, меѓутоа знам дека и вам ви е тоа болна тема. Без разлика на тоа што вие доаѓате на друга економска школа, сметам дека секој што биле на линија дека јавното здравје и јавното образование мора да се заштитат.
Ово што го гледаме, нели е аларм дека нешто се случува во македонското видите, знам на што алудирате за оние гледачи слушатели кои што не следат и не знаат, и во Соединетите американски држави преку 90% од дечињата завршуваат по јавни училишта, и тоа се однесува и на европските држави и така натаму. Значи станува збор за возраст 15 години, тоа е кај нас некаде на почетокот на она што прва или втора година средно образование. Резултатите континуитет од како учествуваме овој четврти пат. Да. Се последниот квартал точно. Што зборува нели за пристапот, квалитетот на нашето образование, што е тема нели која што сака подлабока не само анализа, туку и акција. Сега да започнеме со некои реформи од аспект нели на селекцијата на учителите, на наставниците, нивниот квалитет, нивните обуки до образование и така натаму и така натаму. Не е случајно што Финска е една од земјите кои што најдобро котираат по квалитетот во образованието во светот. Мислам наставниците се со магистратури. И тоа одбирот, и не е магистратурата битна, туку одбирот, таму одат многу добри ученици со многу добри оценки, за разлика од кај нас е, како да кажем, многу битен. Мене ме загрижи на друга работа. Видите, сега со ова мерење 2022 година, има пад како резултат на пандемијата, тоа бе генерално, освен во неколку држави од Југоисточна Азија, Сингапур, нели, во Кина дури региони учествуваат посебно заради тоа што е голема, и таму е Јапонија, таму е феномен, нели, зошто нема такво линеарно намалување на успешноста. Она што мене ме загрижи е дека некои оправдувања кои што доаѓаат од сферата на образование, дека нашите ученици не приоѓаат сериозно кон тие тестови. Тоа и во Албанија го зборуваат. Не приоѓаат сериозно затоа што не им лие на оценката. Видите, тоа многу зборува за менталитетот. Па видите, тоа е пострашно. Во таква ситуација се ставени сите други останати земји каде што се мери. Да, не само не. Ова способноста нели за разбирање на текстови, за читање и за природни науки, односно пред се математика. Тоа е нешто што длабоко загрижува и треба многу посериозен и порадикален пристап, кој што за жал не сме подготвени да барем да започнеме со такво нешто. Другото, тука го коментиравте и вие, меѓу другото лично пример, се покажа дека Македонија е една од земјите каде што како го викате ви во економијата, социјалниот лифт што треба да биде образованието не работи, односно дека тоа што на времето било поден една индивидуа да се лансира себе си во средна класа, во повисока класа, како да не функционира веќе кај нас. За жал во новиот систем, мислам дека во право сте кога забележувате дека таа така наречена социјална капиларност од долу, од да речем помалку имотни семејства до квалитетно образование функционираше подобро во поранешниот систем, одошто и сега, затоа што имајте нека биде и порака за дечиња кои што доаѓаат од помалку имотни семејства. Образованието е клучно. Преку образованието може да се излечат единствениот излез и од сиромаштија. Многу треба да работат на себе, на читање, на елоквенција. Внимајте, било кој, да речам, нема таков карактер која пред себе ќе сретнете елоквентна млада личност која што ќе ве импресионира, им ги отварате сите врати. Да не одиме, да речам, подалеку во анализа, немојте да ме прашувате за тоа е мојот пат, да речам, во целокупната кариера овие 63 години. Има ли подобар крај од ова, Лјовчо? Добар крај со добар пример. Ви благодариме многу, професоре, за вашето гостување овој утро. Се надеваме дека до пред избори уште еднаш ќе дојдеме да разговараме за разумни, рационални теми, затоа што сега кога ќе почнат темите од изборите и кога ќе се вадат само прелјавштини надвор, што би рекле Скопјани, ја овој термин прелјавштини у Скопје го научи. Балканици. Не го користиме. Да, балканици е литературно. Човек да посака да не е новинар.
сега барем некои такви денови ни следуваат, така што ние сакаме да си останеме вака на едно ниво, да... Значи, да независно, може би како председателска кандидатка го викнеме професорот. Па да ви кажам, искрено треба сериозно да размислат во ВМРО за таа работа. Да согласувам се. Тоа ви го кажам. Тоа го кажат ние го ние. Благодарам на поканата, ми беше задоволство и секогаш е пријатно ли во ваше друштво да се разменат мислења за важни теми. Почитувани слушатели, за тука ја завршуваме емисијата. Еве со последна една информација, која туку што ја прочитав на Плюс Инфо. Криминалецот кој го пукаа во Ситимол Раде Штекли си замина од Македонија. Еве гледате, успешните луѓе, па дури и криминалот ја напушта ова земја. Останете со 107,4. Фатете го денот, слушајте прекрасна музика на Радио Лидер.